Министерот за здравство преку работна група ќе ги анализира сите информации за извезување на мозочно ткиво од починати граѓани во САД како дел од меѓународно истражување. Азир Алиу вели дека ќе проверуваат дали има документација од периодот кога почнал проектот во Универзитетот Колумбија и постои ли некаков меморандум за научна соработка. Административната проверка подразбира дали имало дозвола од семејствата и дали е почитувана етичката димензија, зашто и двајцата носители на проектот Алексеј Дума како тогашен директор на судска медицина и Гора Стросоклија тврдат дека се било според протоколите. Но нејасно е дали работната група ќе најде на одговори, доколку документацијата од пред 2 децении е уништена. Според соопштението што го добивме од Министерството за здравство, во тоа време обврска на медицинскиот факултет за чување на документи била 15 години, а од 2018 е променета на 25 години. Здравствените власти велат дека немаат директна надлежност за оваа тема. Од медицинскиот факултет сме информирани дека научно-истражувачката работа која е поврзана со биолошки материјал кој во себе содржи генетски карактеристики е предмет на ригорозно нормативно регулирање, како што е Закон за научно-истражувачка дејност, Правилник за клинички испитувања, Упатство за начинот на постапување при трансфер и транспорт на биолошки материјали, како и начинот на пакување и обележување биолошки материјали. Стои во соопштението како одговор на прашањето колку се сега строги протоколите за извоз на биолошки материјал. Во времето кога траел проектот, постапката предвидувала информирана согласност на семејството, пошто следувала одлука од етичка комисија за истражување кај луѓе, за постапката да продолжи со дозвола за извоз на ткиво од тогашното биро за лекови, во кое прецизно се наведува дека ткивото е за научна истражувачка дејност. Носителите на проектот велат дека тој не бил таен, а во него биле вклучени младите кадри од Институтот за судска медицина. Темата стана актуелна во јавноста по објавувањето на документи од починатиот милиардер Џефри Епстин. Во досието е наведено дека Македонија со години придонесувала со мозочни ткива за истражување на самоубиства. Сања Димитровска, Сител телевизија.